почитувани, и јас сум жена, мајка, сопруга. И јас како жена ги имам сите права, освен оние за кои не сум партиски и политички подобна. Драги родители, татковци и мајки, баби и дедовци, чичковци, вујковци и тетки, добро вечер и добре дојдовте на фронтот. Оваа вечер на градскиот плоштад во Струмица, утре пред зградата на општината, задутре во училиштата и секаде каде што е потребно да се бранат и одбранат нашите деца од се што може да им напакости, секаде каде што е потребно да посведочиме дека нашите деца се само наши, дека никој не ги сака и не може да ги сака повеќе од нас, дека ништо на овој свет не ни е поважно од нив, дека ништо не може да не исплаши и расколеба во оваа борба, затоа што всушност нашиот најголем страв е нешто или некој да не ги повреди. Со години наназад, од моментот кога родовата активистка Мила Царовска стана министер за образование и на широка врата ги воведе нејзините партнерски организации што ја промовираат оваа идеологија. Момент кога ни се случи најголемата трагедија во образовниот систем. Од тогаш живееме во непрестаен трепет од така наречените реформи и нови концепции во образованието. И еве конечно гледаме фрагменти од грдото лице на тие реформи во учебниците на нашите деца. И на сајтот на Бирото за развој на образованието, и верувајте, ова е само почеток на сето она што се подготвува. Верувам дека сите ќе се согласиме дека тоа не се реформи за подобрување на и така девастираниот образовен систем, туку негово целосно до уништување. И не само тоа, туку под плаштот подобро образование на нашите деца им се подметнува новата воук пропаганда како единствен пат кон подобро општество. Општество во кое за жал за нашиот вредносен систем предаван од колено на колено, веќе нема да има место. Родовата идеологија, чии што жртви, особено помеѓу децата, ги гледаме ширум светот. Сега веќе во новите концепции под називот инклузивно, сеопфатно, родово сензитивно образование ќе им се сервира и на нашите деца во училиштата. Родови, различни родови идентитети втемелени на индивидуални субјективни чувства, можноста да се негира и демек да се надмине биолошката реалност како небитна во однос на самочувството, различни сексуални ориентации, родител 1 и родител 2 наместо поимите мајка и татко, спојување на машки и женски тоалети во училиштата, операции и така наречени терапии за деца од најмала возраст, прифаќање на драг кралици, тоест мажи облечени како карикирани жени да бидат дел од образованието на нашите деца. Тотално одземање на родителските права е иднината која што ни ја ветува родовата идеологија, промовирана и афирмирана со фразата родова еднаквост, која за среќа во нашите уши веќе нема позитивна конотација. Оваа идеологија директно се наметнува во образованието со цел да се вгради во свеста на децата со тоа што системски се интегрира во секој можен предмет, но и преку така нареченото сеопфатно сексуално образование. Според документи на Министерството за образование и наука и владата, треба да започне, замислете, од предучилишна возраст.
За сите овие импутирани безвредни вредности и нивното подметнување во секоја пора од општеството, Родителски фронт континуирано ќе ве известува и предупредува и во соработка со други организации ќе подготвува стратегии и активности во кои ве повикуваме сите вие да земете активно учество, зашто ова не е само наша борба, туку заедничка борба на сите родители, за да го сачуваме највредното, а тоа е семејството и детската радост и чистота. Она што сакаме да го акцентираме на овој наш денешен прв, но не и последен фронт, е присуството на родовата терминологија во училишните програми и во годишните програми на општина Струмица, а пред се во програмата за еднакви можности меѓу мажите и жените. И додека многу други општини и нивните совети во Македонија ја искоренуваат родовата идеологија од своите акти и документи, како општините Новосело, Босилово, Василево, Дојран, Гевгелија, Охрид, Свети Николе и уште многу други кои размислуваат и бараат начини да се спротивстават на ова зло. Советот на општина Струмица, начело со председателот на Советот Маријан Даскаловски, 3 седмици поред, крајно неаргументирано се става себе си, но и Советот во служба на родовите идеолози и промотори во Македонија. Зошто? Самиот тој знае најдобро, но знаеме и ние. Во Струмица се знае. Од видео преносите на седниците, увидовме дека председателот на Советот на општина Струмица не знаеше да одговори на едноставно прашање колку пола и колку рода има, ниту пак знаеше да ги каже кои се тие. Човекот читаше од интернет, тоест од Википедија, и пред јавноста се бламираше себе си, но и сите што се под негов диктат. Еве да му помогнеме за да знае во иднина дека има 2 пола, машки и женски пол, и аналогно на тоа има 2 рода, машки и женски род. Се друго е заглавување во небулозите на неговата министерка, неговата менторка Јована Тренчевска, која исто така избегнуваше и се уште избегнува на јавноста да одговори на исти или слични прашања. И уште знаеме дека поголемиот дел од советниците неволно се повинува и попушта под притисоците и заканите наспроти своите убедувања и совест. Ние, почитувани, ги ободруваме и повикуваме советниците да се охрабрат и да ги затворат вратите за родовата пропаганда еднаш за секогаш во нашата општина. Да излезат од сенката на оној кој наместо книги во рака држи тефтер за вработување и други услуги. Им врши притисок и нека се ослободат од стегите, зашто тие се слободни луѓе, а Струмица не е див запад. Доста е. Доста е. Примерите од другите земји за деструктивноста на родовата идеологија да ни бидат за поука и да не дозволиме и ние да стигнеме до момент кога ќе имаме и своји примери на доживотно психофизички осакатени деца. Нашите деца не се сами и не се ничии експериментални глувци. Нашите деца имаат родители, имаат мајки, имаат татковци кои живеат за нив, но и подготвени се и доколку треба да умрат за нив. Е токму на тој родителски фронт ќе изгубите војната за душите на нашите деца. Ние не ја започнавме, но ќе ја водиме до крај и победнички ќе ја завршиме. За нашите деца,
ви благодарам.